Добар ден и доброdoјдовте во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Секој од вас кој што го интересира да добива одговори на прашањата и да ги решаваме можеби одредени теми, митови, дилеми кои што ги имате поврзани со исхрана и активен животен стил, слободно може тоа да го правите користејќи го хаштагот #AskJosif, користејќи ги моите приватни профили на Facebook, на Instagram како Коуч Јосиф, или истото може да го направите и преку телефонските броеви на телевизија Телма. За денеска издвоив неколку прашања и дури ќе имаме и два одговора кои што ги најдов од многу постручни лица поврзани со повеќе со активниот животен стил, но како и да е, за да не должам и да дадеме повеќе време за вашите одговори на прашањата, ќе почнеме со првото, кој што вели и прашува што е разликата помеѓу кафеав и белорис. Го прашува Вики. И Вики, кафеавиот и белиот орис генерално поделбата е тоа што кафеавиот орис е практично со целото зрно, за разлика од белиот орис. Разликата е голема од причина што кафеавиот орис содржи многу поголемо количество на растителни влакна, кои што се од исклучителна важност да ги внесуваме за здравје на дигестивен систем и кардиоваскуларно здравје. Исто така има многу поголема количина на некои микронутритивни вредности, но ако гледаме зошто можеби кафеавиот е подобар од белиот е, јас би рекол исклучиво поради тоа што има поголемо количество на растителни влакна, затоа што во секој случај никој од нас не јаде премногу често орис, можеби преку сила 2 пати неделно ако се случи, и затоа нема да направи голема разлика тој микронутритивен внес, но дефинитивно ќе направи разлика внесот на растителни влакна, затоа што на вистина има голема разлика во количеството. Тоа не значи дека белиот орис не треба да се јаде и да се изфрли. Кафеавиот орис од друга страна, баш до она што на повеќето од луѓето им смета е дека се приготвува малку подолго, и мој практичен совет е доколку се одлучите да кафеавиот орис биде дел од вашата исхрана, може да барате во маркетите орис кој што е веќе полуготов, па да не одзима можеби 40 до 60 минути варење, и можеби си правите поголеми количини затоа што па стои во фриждер подолг период. Па ќе речам, подобар е кафеавиот, но немојте да сега се преплашувате или не знам што, да се осеќате лошо ако јадете белорис. Напротив, многу подобра опција отколку лебови и сите процесирани шекери, блага, грицки, кои што ние луѓето често ги внесуваме. Следното прашање доаѓа од Катерина, која што прашува дали кратењето на јаглехидрати ќе ми донесе подобар ефект со слабење. Кате, кратењето на јаглехидрати не е единственото нешто што ќе ти донесе подобар ефект во слабење, и практично повеќето од луѓето секогаш сакаат да се обидат да најдат стратегија и магија која што ќе им донесе слабење. Ја секогаш, можеби досаден сум веќе, но сум гласен за тоа дека треба да најдеш начин на живот, а не стратегија која што за еден месец поради кратење на јаглехидратите ќе ти донесе слабење. Како и да е, кога зборуваме за јаглехидрати и кратење на јаглехидрати, тоа не е и така лошо, затоа што кратењето на јаглехидрати на сметка на додавање на масти и особено на протеини многу може да помогне во елиминирањето на вишокот на масти, може многу да помогне кај луѓе кои што имаат дијабет тип 2, и постојат 3 подгрупи, да ги речеме, на луѓе кои што сакаат да прават игри со јаглехидратите. Тоа значи да можеби луѓе да внесуваат од 100 до 150 грама на јаглехидрати на начин кој што, да речеме, нема да јадат повеќе од 3-4 парчиња овошје, ќе можат да јадат изобилство на зеленчук, и да избираат јаглехидрати од компир, од сладок компир, исто така може од орис, може од овесни снегулки и слично. За разлика од тоа, да речеме, следната група е на луѓе кои што помалку драстично повеќе ги кратат јаглехидратите, некаде од 50 до 100 грама да внесуваат дневно за поекстремни и побрзи ефекти во слабењето. Тоа значи дека повторно може да јадат колку сакаат зеленчук, овошјето да го сведат на максимум 2 парчиња дневно, да јадат останати јаглехидрати односно скроп од компир. Веќе тука житарици како овесни снегулки, орис
би отпаднале од варијанта. И третата најекстремна е веќе влегување во кетоза, а тоа значи 25 до максимум 50 грама на јаглехидрати, кои што исклучуваат многу. За мене ова е, што знам, невозможно, затоа што дефинитивно ќе има проблем на почеток со меморија, со трпение, значи ќе страда малку телото, но не значи дека некој од вас нема да го проба. Така да кате, заклучокот е дека дава ефект кратењето на јаглехидратите, но не се определува на краткорочна стратегија и брза стратегија. Најди си начин на живот кој што на тебе ќе ти одговара на долг рок да го спроведуваш и да не се откажуваш. Следното прашање гласи: дали зголемено пиење на вода ќе придонесе да намалувам килажа повеќе? Го прашува Тања. И Тања, пиењето на паќе сличен одговорот како и на претходното прашање. Пиењето на вода самото по себе не носи намалување на килограми, изголеменото пиење на вода самото по себе не носи намалување на килограми. Да, дефинитивно дека пиењето на вода е неопходно за сите метаболички процеси, па тука е и намалувањето на килограми, но немојте да мислите дека тоа, ако можеби сум гладен, па ќе пијам вода за да ете си ја убијам гладта и тоа ќе ме засити и ќе ми придонесе повеќе слабење. Тоа е најголемата глупост која што можеш да ја направиш. Така да не се обидувај да најдеш цаки со водата, или можеби да најдеш тактика за збогатување на водата, како што прават одредени луѓе со, не знам, краставици, со ѓумбири, со цимет и така натаму, и да очекуваш дека не знам какво топење на калории и масти ќе се случува. Тоа е само помагател и додаток во исхраната, но она што константно го зборувам, тебе ти треба основа на исхраната за да не дојде до дебелење, не да бараш стратегија за како да слабееш. И следните прашања се поврзани со повеќе активниот животен стил. Првото ни доаѓа од Ана, која што прашува дали за тонирање на телото може да ми помогне кикбокс и кикфит, или сепак треба да одам на фитнес или некоја друга дисциплина. По мене, Ана, мојот одговор е дека било која дисциплина да ја избереш ќе ти помогне на долг рок доколку не се откажеш, но многу повеќе по ова прашање има да ти каже Драгана од Фирце Фитнес, и затоа погледни го видеото во прилог, па ќе се вратиме повторно назад. If I want it, then I need it. And if I need it, I go and get it. I gotta get it. Nigga, I gotta get it. Значи, тренингот по кикфит пред се е кардио тренинг, што значи дека доста влијае врз слабење и губење на телесна тежина. Меѓутоа, некој 40% од тренингот го посветуваме токму на вежби за затегнување, што значи дека ги таргетираме сите оние проблематични зони кај девојките, што го прави еден целокупен тренинг за девојка, бидејќи го покриваме делот со слабење со кардио и останатиот дел со затегнување на телото. Не можеше да добиеш подобар одговор, Ана. Следното прашање доаѓа од Мартин и прашува: имам повреда на рамото и сум ограничен со вежбање. Дали ЕМС, што во превод значи електромускулна стимулација, може да ми помогне да не ја изгубам формата во целост и колку пати е добро да одам неделно? Мартин, овој одговор искрено појма немав што да ти кажам, но повторно најдов решение и за тоа. Се обратив кај Владо од Бодитек, затоа он го има одговорот на тоа прашање и ќе го погледнеме видеото во прилог. Па, генерално може да помогне во голема мера заради тоа што со самото тоа што аплицираме струја на мускулите ќе го забрза метаболизмот и со тоа доведува до ткивото кое што е заболено во случајот повреда на рамото да се храни многу побрзо со хранливи материи. А иначе и покрај повредата може да се изведуваат вежби, бидејќи со струјата може да се дозира интензитетот, јачината на вежбањето, така да може да се вежба целото тело, а со на рамото посебно да се даде акцент, да речеме, со полесни вежби. Мартине, и практично знам, мислам, рамото е исклучително комплицирана зона. Има многу мускулчиња, мали лигаменти и не знам што уште не сум доволно стручен во тој поглед. И затоа еве, ЕМС можеби ќе биде нешто што ќе ти помогне, затоа доколку сакаш повеќе вредност поврзана со сето тоа, обрати ми се повторно назад, ќе те поврзам со Владо и ќе
ќе искомуницирате и ќе ти даде оние одговори, многу подобра помош. Со тебе за денеска беше и последното прашање и практично и последниот одговор. Фала ви на секој од вас што бевте интерактивни, што собравте храбро сете да позборуваме на теми и прашања кои што вас ве мачат. И секого од вас нормално го охрабрувам да го направи истото. За крај ми останува само да ви посакам здрави животни навики, да ви посакам убав ден и да се видиме веќе следната среда. Пријатно!